Добра вечер. Гледате Свести на гласни идеи. Вербата и надежта не се имагинарни зборови, туку реални потреби на поединецот и колективот. Тоа се основни извори кои што ни даваат сила и енергија за да се бориме за подобро утре. Изминатата недела стигнаа контрадикторни информации кои ни натераа да размислуваме за тоа дали како колектив имаме верба во подобро утре. Да проследиме за што се работи. Кон крајот на годината, обично прашањата за неисплатен регрес за годишен одмор, познат како К15, се главна тема од областа на работничките права. Се работи за право на вработените во приватниот сектор кој е законски дефинирано на износ од 40% од просечната плата, што значи дека во моментот регресот за годишен одмор е во износ од 12.740 денари. Сепак за околу 200 газди на фирми ова била преголема сума на пари. Имено во понеделникот беше објавено дека над 4400 вработени во Сојузот на синдикати на Македонија пријавиле дека се уште не добиле К15. Инспекторатот на труд извршил близу 500 надзори и на 190 газди им наредил да исплатат регрес на вработените. Како што наведуваат од ССМ, пријавите доаѓаат токму од работници кои не се синдикално организирани. Во неделата што измина, сепак не слушнавме за работниците кои синдикално се самоорганизирале. За жал, во Македонија, за суштинската класна борба може да се прочита во историските учебници и читанки, а многу ретко да се види во денешницата, во весниците или ТВ вестите. Сепак неделата што измина прочитавме и слушнавме за нешто сосема различно, а тоа е успешната работничка приказна во Штип. Единствената фабрика во земјата во која раководат работниците влегува во новата година со добивка и зголемени плати. Од почетокот на 2022 година конфекцијата Вабо е во рацете на работниците, па тие се оставени да стопанисуваат со фабриката во соработка со странските партнери и да ја вршат набавката на суровини, сами да го организираат производството и сами да го вршат пласманот на производство, кое целосно е наменето за извоз. За да може фабриката успешно да функционира на предлог на директорот и собственик на конфекцијата Ване Богдов, минатата година бил избран менаџерски тим. Имавме собир на работници на кој ја објавив мојата одлука, а на тој собир ги представив Николова и Роглев. Сушност на работниците им ја дадов на користење фабриката со целата опрема во неа, при што во првата година нема да плаќаат никаков надомест, а во втората година, само под услов фабриката да работи со добивка, во што не се сомневам, ке плаќаат минимална кирија за 1250 метри квадратни производен простор, колку што има конфекцијата. Ване Богдов, собственик, изјава од ноември 2021 година. Компанијата од 2016 година до 2019 година остварувала годишна добивка во средна вредност од 300.000 евра. Во корона кризата во 2020 година очекувано се намалиле приходите, но конфекцијата сепак заработила, односно остварен бил приход од 1,4 милиони евра, а добивката изнесувала 68.000 евра. Имајќи ги предвид сите овие податоци, редакцијата на гласни идеи гласно размислуваше за структурата на феноменот. Дали се работи за враќање на надежите на Сен Симон, Роберт Овен и останатите представници на утопистичкиот социјализам, дека индустријалците ќе им ги предадат фабриките целосно во рацете на работниците, или се работи за зародиш на некое ново самоуправување. Затоа, остваривме телефонски разговор со менаџментот на компанијата и ги поставивме следните прашања. Може ли да не кажете на кој начин се носат одлуките? Прво, како одлучивте кои колеги работници ќе бидат на раководни места? А понатаму, како се носат бизнис одлуки во врска со производството и пласманот на производите? Како и одлуките во врска со работните услови на вработените? Веста беше дека конфекција управувана од работници ќе ја заврши годината со добивка. Па, како ќе биде искористена истата? Ке се реинвестира во производство или ке се распредели меѓу работниците? Ова е дадено со една единствена цел. Дадено е да се продолжи со работа. Работниците што се тука да работат. Тоа беше негова цел и негов предлог. Разговаравме подолго време, можеби повеќе од една година. Тој многу пати ми ја даваше таа понуда, меѓутоа во тој период беше и корона и кај мене постоеше некаков страв и не можев да се одлучам. Меѓутоа подоцна се договоривме, ние како представници на работниците и вработени, да продолжиме со работа која веќе постои 25 години. Ние успешно ја работевме оваа работа и претходните 25 години. Ние ова го работиме точно една година. Од минатата година, точно од 1 јануари, предземавме ние.
Јас сум вработена тука и една од менаџерите. Вработена сум тука 22 години и сум дипломиран технолог текстилен инженер. Колегата исто така е 20 години тука во ВАБО и е дипломиран економист. Беше потребен таков спој помеѓу технолог и економист, бидејќи јас за сиот овој период сум во производство. Работев како нормирачка, што е многу важно, бидејќи знам колку една работничка може да направи. Ние половина од К15 го исплативме пред одморот, а останатата половина ќе ја исплатиме следната недела пред Нова година. Ќе исплатиме 40% од просечната плата во Македонија, како што е по закон. Неминовно беше да се покачат платите. Ги покачивме платите, исплативме К15, но мора да сочуваме и да имаме нешто и за не дај Боже. Сето тоа ќе остане во фирмата. Ние за почеток не можеме да делиме пари. Ние немаме кој знае колку голема добивка. Ги покачивме платите и тоа ни беше и целта, луѓето да имаат поголеми плати. Значи, да сумираме. Не се работи за самоуправување, односно, работниците не одлучуваат непосредно. Во таа смисла, нема работнички совет кој одлучува или дава насоки на менеджментот. Туку, работниците може да даваат предлози на менеджментот во состав текстилен технолог и економист, поставени на раководна функција од страна на собственикот. И не се работи за социјал-утопистички пример. Фабриката не е предадена во собственост на работниците, туку само на користење. За тоа, како ќе се користи добивката, односно профитот, на крајот сепак ќе одлучува собственикот или менеджментот. Како и да е, тоа што работници сами управуваат фабрика и притоа остваруваат добивка, покачуваат плати, е секако светла точка во транзицискиот тунел. Исто така сакаме да ве информираме дека во понеделник на 26 декември во 11 часот и 55 минути пред Министерството за здравство ќе се одржи протестен собир на пациентите со цистична фиброза, кои што веќе подолго време не ја добиваат соодветната терапија. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.